дека на тема хуманост ние граѓаните никогаш не каскаме, доказ е и наредниот разговор во Македонија наутро, имено благодарение на нашата хуманост и активизмот на Сдруженијето за млади без родители за тебе. 12 млади во социјален ризик летово ќе одат на летен одмор. Како ќе биде организирано ова доживување летно и како сите ние може да се вклучиме во хуманитарната приказна како помош и поддршка на нашите млади сограѓани во социјален ризик? Утринава дознаваме од Цеце Николова, председателка на Сдруженијето за млади без родители за тебе. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Цеце, на само неколку дена откако беше објавена кампањата во која што ние требавме да се покажеме на дело за млади во социјален ризик на летен одмор, чинам не помина 48 часа кога истата се затвори и донацијата беше обезбедена. Токму така, минатата недела како ден, не вчера. Го објавивме кампањата летна во која што сакавме да испратиме 10 млади во социјален ризик на летен одмор. И веќе вечерта, да бидам искрена, добивме порака од Мија Костова, инфлуенсерката, која што пак добила порака дека се пријавила некоја жена која што сака да го спогетина, јас велам, која што сакала да го плати одморот за овие дечки, меѓутоа вечерта беше многу доцна за јас да го објавам тоа и велам, ама дали навистина ова се случува толку брзо, уште луѓето не го видеа видеото кое што го објавивме за веќе да се јави некој кој што сака да уплати. И реков, ајде да го отспиеме сите ова, да видиме са бајле што ќе се случи, но веќе во понеделникот, значи точно пред една недела, имавме позитивен одговор и господјата кажа дека сака да уплати одмор за 10 дечки, кои што сега се веќе 12. Цеце, 12 за сега сигурни млади, да, во социјален ризик, годинава ќе заминат на одмор во Охрид. Како е организирано самото летување? Летувањето е организирано, всушност ние сакавме да оставиме на донаторот, да видиме дали ќе се јави некоја туристичка агенција, некој индивидуалец или општествено одговорна компанија, па со нив да видиме какви се можностите, да не пребираме, нели вака искрено да кажам. Господјата која што ми се јави ме праша дали сакаме дечките да ги пратиме во Дојран, Охрид или во Грција. Јас реков, ајде некоја златна средина, нека биде сепак тука во Македонија, Охрид, зашто да не е прекрасно место, со оглед на тоа дека минатата година ги спративме во Дојран и тоа е само 5 млади во социјален ризик. Оваа година бројката е засека, како што рековте, 12. Организирано е така што на 16 август ќе одат 6 ноќи и 7 дена таму, ќе бидат во еден многу луксозен хотел, сега да не го рекламираме, не е ни важно. И се надевам дека прекрасно ќе се поминат на вистина. Каква беше реакцијата на овие 10, сега веќе 12 млади, кои дознаат дека ќе одат на комплетно платен летен одмор? Па реакциите се уште не стигнуваат. Јас сакав прво да видам колкав е интересот, колку од нив навистина можат да земат слободни денови од одмор, колку од нив сами може да се организираат летен одмор, колку од нив не можат. И на моето само прво прашање колку од вас сакаат, а не можат да одат на одмор, одговорот беше веднаш со 9 дечки кои што рекоа да, викам добро, тогаш правиме кампања што ме така. И се разбира до понеделникот вечерта јас не им кажав каде ќе биде. Значи тие кажаа дека само сакаат да одат на одмор без разлика каде, дали Дојран, дали дури ми стигна на порака од едно девојче кој што нашата организација кој што рече, ма нека биде и на Велешко езеро, само да отидеме некаде. Така, да. И јас велам нема да одиде сигурно на Велешко, ете во Охрид ќе се оди и тие се навистина многу среќни и благодарни и многу сакаат да ја запознаат донаторката и баш со неа се договоривме да им отидеме првиот ден таму. Цеце, средствата за одмор веќе се уплатени, но така, секако можеме и ние кои сакаме да се вклучиме во акцијата, кој што имаме можност секако. Се чини финансиски средства никогаш не се доволно. На кој начин може да се вклучат сите оние кои што сакаат во самата акција? Па вака, јас морам да споменам дека веќе неколку општествено одговорни компании ќе се вклучат во оваа кампања. За сега можам да ја споменам само Витаминка, со другите сме се уште во преговори. Иако е храна, нели во случајов со Витаминка, сакавме да ги вклучиме во оваа кампања и тие ќе донираат дури 14 пакети. Сакаме да собереме исто така козметика. Имавме некој кој што се пријави, кој што сака да донира костими за капање за дечките и најразноразни средства кои што се потребни, се разбира, за еден летен одмор, а тие да не потрошат ниту денар таму. Така што лесно може да најдат на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, за тебе for you, нели како што кажавте на самиот почеток. Таму имаме објавено исто така и сметка за донации, но се разбира може и било како ете со, не знам, некој козметика, со било што е потребно за летен одмор да донираат, а да не бидат тоа финансиски средства по секоја цена.
Здруженијето години наназад нуди помош и поддршка на младите во социјален ризик и сега пред да продискутираме во што се состои таа помош и поддршка, би сакала да разграничиме во однос на терминологијата. Да. Што точно подразбира млад човек во социјален ризик? Да, и за летниот благодарам за прашањето, и за летниот одмор исто така имавме некои недоразбирања затоа што некои лица кои што сакаат да донираат се јавија и рекоа ајде дечињата да ги пратиме на одмор. Тоа не се дечиња, тоа се веќе возрастни лица кои што пораснале без родители и родителска грижа. Тие се на возраст од 18 до 28 години, а се во социјален ризик затоа што баш како што кажав пораснале без родители и родителска грижа и не се уште информирани како сами да си ги остварат сите права кои што ги имаат. И сега повторно во однос на поддршката, во што се состои, колку и како граѓаните и оние поединечни донатори, но и всушност компаниите од друга страна ја поддржуваат мисијата на здруженијето. Споменавте дека има интерес од страна на компаниите, колку е особено значена поддршката која што доаѓа токму од нив? Апсолутно е многу значајна, затоа што немаме засега поддршка од институциите, не работиме со никаков проект, туку функционираме со кампањи. Летна, зимска кампања, знаете, новогодишната која што правевме Биди ти Дедо Мраз, веќе 2 години беше успешна, сега втор пат ја правиме оваа летна кампања, се разбира дека во меѓувреме вработуваме младенци, им помагаме се разбира да си го најдат својот пат некако, да видиме што сакаат да прават во животот и апсолутно е многу важна поддршката од општествено одговорните компании. И колкав е бројот на младите луѓе кои што успеваат да создадат успешна животна, семејна, приказна, без оглед на предизвиците и животните карти кои им се поделени? Со оглед на тоа дека сме младо здружение, некако ми е рано да го кажам тоа, меѓутоа мислам дека особено со десетина младенци од вкупно 30 кои што се моментално наши корисници, сме навистина во права насока се движиме, тие знаат што сакаат да прават во животот, тоа е навистина многу во моментов тешко да го најдат тој пат, ајде да кажеме, затоа што тие се, како што кажав, на возраст од 18 до 20, 22-3 години, каде што е тешко се уште да се најдеме во светов на возрастните. Но сме на прав пат, мислам дека. Цеце, дефинитивно живееме во време со многу предизвици, што здравствени, што економски. Како целава оваа ситуација се одразува токму на оној процес на инклузија на младите во социјален ризик? Апсолутно се одразува на секој од нас, а не па на млади во социјален ризик. Во оваа економска криза, може баш така да кажам, тие се навистина многу погодени со оглед на тоа дека животот многу поскапе во Македонија, ако може така да се изразам. Ако минималната плата е 18.000 динари, морам да споменам дека најмалку 200 евра им одат буквално во кирија и сметки, а што им останува пак за живот, така да животот за нив не да е тежок, не знам каков збор да најдам за да навистина сватат и вашите гледачи со какви се предизвици се соочуваат. Во однос на предизвиците, говорите многу често низ годиниви и од аспект на вашата лична приказна, бидејќи меѓу другото не криете дека токму личната приказна како млада девојка во социјален ризик ве поттикна да го основате здруженијето. Какви беа тие предизвици, Цеце, низ годиниве, да се живее пред премрежја, предизвици, прифаќање, неприфаќање од околината? Колку беше тешко да се расте во ова општество? Па вака морам да споменам дека ајде сум имала до некаде убаво детство со оглед на тоа дека порасна во згрижувачкото семејство кај мајка Наташа. Имам убави спомени од таму, за животот претходно нема да зборувам, меѓутоа животот потоа. На 18 години едно лице да дојде вака само во светот на возрастните, да знае што сака да прави, да се вработи, сето тоа да е спремен на сето тоа на 18 години е невозможно во ниту една земја во Македонија најмалку. Јас сега од оваа перспектива на вистина си велам среќа што сум ги имала луѓето околу мене кои што биле во тој момент да ме насочат и да ми помогнат за сето она што сум станала денес, се разбира. И секој ден се повеќе ми се потврдува колку е супер што постои оваа организација, која што после 18 години навистина им ги отвара вратите на сите млади во социјален ризик и е тука за се она што им е потребно и за сите прашања кои што ги имаат и што не им е јасно. Сега колку пари ќе ми требаат за кирија, колку ќе ми останат за живот, како јас да се снајдам сега со волку малку пари, како да најдам работа и милион прашања кои што се појавуваат секојдневно, ние сме тука за заедно да ги најдеме одговорите, се разбира. Цеце, покрај условите за раст и развој, особено важна е поддршката од нас со граѓаните. Колку вие имавте од вашите
ученици, другари од малото, каде што престојувавте и се стигматизираше ли тогаш да си дете без родители? Се стигматизирали сега или може би има некаков напредок во однос на прифаќањето, но и поддршката меѓусебно? Морам да бидам искрена дека јас навистина не сум имала некој таков проблем. Не сум се почувствувала дискриминирана во однос на тоа дека сум дете без родители. Може би за тоа што изгледам како што изгледам. Може би да, сум имала некои такви ситуации, меѓутоа како дете без родители не, но од друга страна многу наши корисници па го кажуваат другото. Спротивното, дека постојано се соочуваат со предрасуди и ден денес и на работни места и од околината и од пријателите и од кои се не, затоа што се лица кои што растеле без родители и од нив се очекува дека не знам на крајот од денот ќе бидат бездомници, дека нив не може да им се верува, нешто што е навистина многу страшно и навистина во овој момент би сакала да ги охрабрам и општествено одговорните компании да имаат доверба во овие лица затоа што тоа се луѓе кои што имаат соништа кои што треба да си ги исполнат. Споменавте во еден сегмент од одговорот, сум се соочила со стигматизација поради тоа што изгледам како што изгледам. Како изгледам? Без коса, меѓутоа кога бев мала носев... Што е толку невообичаено или причина за дискриминација и стигматизација во општеството? Па, секогаш сум била во најмала рака покажувана со прст, затоа што сум носела некои капи, некои марами, како дете секогаш сум се разликувала од другите, сум била многу срамежлива, многу повлечена, токму поради тоа што сум била покажувана со прст, баш така, не знам како поинаку би го објаснила. Се менува перцепцијата и сега? Кога се одлучивте да ја тргнете париката и да застанете за себе? Сега веќе не ми е кајле, искрено. И тоа е напредок? Да, многу голем напредок и 10 годишна борба сама со себе мора да признам, меѓутоа да, се менуваат работите и досега еве втор месец веќе сум ваква. Не се случило некој да благодарам. Не се случило некој да ме застане и да рече не, појма немам нешто да ме праша, од кој што претходно пак сум се плашела може. Како ви реков кога влеговте во студиото? Кога ја тргнавте париката, никогаш побава не сте била? Да, сега сум си јас благодарам многу. Да, и сакаме да веруваме дека токму овие моменти, ваквите нешта во нашето општество со сигурност ќе се менуваат. Ќе имаме одреден напредок. Споминавме, вие сте председателка на Сдруженијето за тебе. Со колку млади во моментов имате контакт и на која возраст? Тоа се 30 на млади во социјален ризик, тие се на возраст од 18 до некаде 28 години. Со нив најчесто работиме, како што кажав претходно, процесот на вработување, им помагаме при тој процес, затоа што не е само јас сакам тоа да работам, ајде еве сега ние ќе се јавиме во некоја компанија и ти одма ќе се вработиш, него тука има цел процес на работа во кој што тој младенец треба да биде спремен за таа работна позиција, треба да помине одредени обуки или треба да го заврши образованието кое што веќе го почнал. Треба да биде подготвен што значи таа работа која што тој ја замислил дека сака да си работи, таа професија всушност, и секогаш мора да има план Б, затоа што не секогаш во нашата земја може да правиме планови кои што од прва не се исполнуваат. И неколку пати споменавте во текот на разговорот дека сакате да ги поттикнеме и општествено одговорните компании и граѓаните како поединци да се вклучат во целата приказна во однос на помошта и поддршката на младите во социјален ризик. Споминавме што им е неопходно на оние кои што ќе патуваат за Охрид, а им се потребни многу работи и тука можеме да се вклучиме, но покрај вработувањето во однос на долгорочните планови на младите во социјален ризик. Што друго е неопходно и како тука можеме да придонесеме? Да, вака ние постојано имаме отворен апел за храна, затоа што има пак одредена група која што е навистина во многу поголем социјален ризик од останатите кои што ни се, ако може така да се изразам. Тие навистина многу работа ни е потребна со тие дечки, ние навистина интензивно работиме, меѓутоа постојано е потребна како да кажем помош за веднаш да може нешто да некако да се реагира. Во случајов тоа е храна, а сите оние средства пак што ги добиваме на сметка се разбира од граѓаните кои што донираат кај нас, ги искористуваме токму за такви намени, за некој кој што има веднаш потреба од такво нешто, на пример храна. Може, како што кажав, лесно сме достапни на социјалните мрежи, може да најдат, да ни пишат во порака или да искомуницираме како да се одвива целата таа работа. Споминавте младо здружение сте, но сепак доста активни на терен. Кои се оние активности кои што остануваат во однос на 2022 година, што имате во план за наредниот период? Па како што споменав, работиме со кампањи, затоа што немаме проект со финансиски средства за да ги исполниме сите наши замисли кои што ги имаме за овие лица. Во моментов ни е главен фокус летната кампања, меѓутоа потоа ќе видиме што ќе биде следно, затоа што
Не можеме од сега да ги предвидиме проблемите кои што ги имаат младите во социјален ризик. Од септември, ако не се лажам, се уписите на факултет, тука се милион предизвици со кои што се соочуваат тие, затоа не ни треба кампања, затоа ни треба само да имаме луѓе на терен кои што ќе помогнат за такво нешто и се разбира можам да ги повикам еве сите социјални работници и сите оние кои што се можеби на тој факултет кои што сакаат да волонтираат, да бидат дел од нашата организација и да ни помогнат во целиот тој процес, еве како нешто наредно кое што би го правеле. И мајке го предвид и личното искуство и искуството на младите во социјален ризик со кои постојано контактирате и сето оно што им е неопходно за периодот кој што следува. Какво општество посакувате за младите во социјален ризик во Македонија? Општество полно со разбирање и со ширум отворени врати за сите, па и за младите во социјален ризик, затоа што ние сега овде зборуваме за младите во социјален ризик, без разлика што нели има милион здруженија кои што се борат за правата на нивните корисници. Сакаме навистина општество кое што нема да има предрасуди и ќе нема да има искрено толку многу потреба од толку невладини организации, затоа што се ќе функционира многу лесно и едноставно, но за жал мислам дека ние сме многу далеко од тоа. Тука ќе се заблагодариме на Цеца за денешното гостување. Секако ќе ја поздравиме вашата хумана мисија и ќе ви порачаме и понатаму да бидете зрак светлина во тунелот, низ кој што минуваат токму децата и младите без родители и родителска грижа во сите овие општествени премрежја кои што за жал ги носи животот, а особено потешко се поминува овде кај нас во нашето општество. Но добро е уште еднаш да подсетиме дека и во период на сериозна економска криза како што живееме во моментов, на тема хуманост барем ние поединците не каскаме, па ги поттикнуваме и општествено одговорните компании да се вклучат, бидејќи веројатно само заедно можеме полесно и повеќе. Така е. Мислам дека испративме ова порака и благодарам многу на поканата уште еднаш. Наше задоволството. Да, верувам дека ќе бидеме сведоци на уште вакви позитивни хумани приказни во иднина, а во наредниве минути, 8 часот и 57 минути, може да го погледнеме и културниот информатор, да видиме што е ново во областа на културата кај нас.